Челниците на владата денеска на средба со земјоделци Цветот. Целта на овој проект е да се потсетат политичарите да придонесат за поквалитетно образование. Во Македонија околу 18.000 деца наместо на училиште се на улица. Еѓаб Кадри има 8 години и е второ одделение во основното училиште 25 мај. Го сака училиштето и негова желба е еден ден да стане политичар. Тој денеска заедно со своите соученици, во улога на учители на своите наставници, политичари, им ги кажа проблемите и што им е потребно за поквалитетно образование. Но неговата и пораката на другите ученици не ја слушнаа надлежните, бидејќи иако поканети не дојдоа. Тие побараа поквалитетни училишта и повеќе компјутери. Да имаме големо училиште, добри училници, компјутер. Па треба секој ученик да има свој компјутер. Под мотото "Вратете се во училиштето", најголемиот училиштен час се одржа во голем број училишта во светот. Целта на овој проект е да се потсетат политичарите на тоа што се обврзале во Дакар 2000 година, а тоа е дека ќе придонесат за поквалитетно образование. Нашата цел е поквалитетно образование, крај на неписменоста, а мотото не е политичари вратете се училиште клупи, време е за учење. Така да пораката што се упатува е што децата мислат дека треба да се направи за да биде поквалитетно образованието. Во Македонија околу 18.000 деца наместо на училиште се на улица, иако кај нас и средното образование стана задолжително, за многумина се уште проблем е и основното. Учениците ќе ги следат политичарите, тоа што им го ветиле, дали ќе го исполнат, а Еѓаб им порача. Некој ако лаже, ќе му са кратки нозете. Во светот пак, во моментов, 73 милиони деца не може да ги почувствуваат придобивките на образованието.